протести, немири, дестабилизација на државата, реални предупредувања или власта прави обиди за дефокусирање на јавноста. Опозицијската ДУИ најавува битка против мајоризација. Наближуваат и првите 100 денови од формирањето на владата, предводена од Христијан Мицковски. Блерин Беџети, гостин во ова издание на Трилин, кој всушност е координатор на пратеничката група од коалицијата Европски фронт. Добре дојдовте во емисијата. Добро ве најдов. Бевте дел од фракционерската група која заедно со Изет Меджити баравте реформи во партијата. Кој како ве предомисли да се вратите во старото јато на Али Ахмети? Која е цената поради со која одлучивте сепак да се вратите во Мала Речица, а не да му се придружите на Изет Меджити? Изет Меджити избега и нема како да му се придружиме, тој избега од нас. Ние имавме за внатрешните случувања, тоа е вистина, но кои се побудите, времето веќе покажува. Например, тој беше еден од гласноговорниците против казиното, но сега гледаме дека на некој начин он е дел од штитеникот на тој бизнис сектор во оваа држава, бидејќи секој ден кажува дека се затварат онлайн казинота, постојат тие, може да се користат од граѓаните и онлайн казинота и објектите што работат дали во Чаир кај што он бил градоначалник или во цела држава си функционираат. Кои се побудите, он времето ќе ги прикаже, веќе ги прикажува. Ние имавме внатрешни недоразбирања со тогашниве министри и никогаш не сме се изјасниле дека ние напуштаме Демократската унија за интеграција. ДУИ е легитимен представник на албанците во државата. Тоа е теза која подолг период ја зборувате всушност по завршувањето на изборите. Што е целта на организирање на протести, уривање на актуелната влада, порака пред се до Мицковски или порака до коалициониот партнер на ВМРО ДПМН вреди? Вака, изборите се еден од најдемократскиот чин на изразување на волјата кој сака да биде секој народ, кого сака да го има на чело на институциите, да ги води институциите и добива со таа програма. Тука имаме една ситуација кај што тогашниот мандатар, актуелен премиер, не го почитуваше волјата на етничките албанци, албанците од Република Северна Македонија и се одлучи да постапи како во една приватна фирма кого сака он да избере, да биде дел од институциите. И тоа е реално, бидејќи нас, албанците, граѓаните не гласале и нормално е една од формите на изразување на револт и реафирмација на нашите барања се средбите со граѓаните кои ќе ги имаме по граници, кои ќе бидат отворени и за граѓаните и за медиумите. И нормално, ако тие барат протести и други, се на размислување, бидејќи се опција, реално дека е се опција, нормално ќе има и протести. Тоа е демократски чин на изразување на револт. Што е крајната цел на протестите? Ние сме се изјасниле дека ако не се почитува непишаното правило, а сепак има правило, има Мајски договор, кој е во духот на рамковниот договор, бидејќи ова не е прв пат што се случува во државата, треба да се дефинира или во устав, или во вид на законско решение и да еднаш за секојаш да се тргне ова дилема, бидејќи со ваквиот потек сметаме дека некој се обидува, а нема да го постигне тоа, се обидува да го руши организирањето на албанците во политички партии. Често се повикувате на Мајскиот договор, всушност на Охридскиот договор. Но да ве подсетам 2016 кој го прекрши договорот, тогаш ВМРО ДПМН не победи, а СДСМ и вие ја формиравте владата. Да, така е финалниот чин, но како дојде до тоа? Ние тогаш принципиелно, согласно уставните начела, преговаравме со тогашниот мандатар. И коректно е, бидејќи никогаш
сме се изјасниле, само сакат еден наратив да дадат и зошто не дојде до формирање на владата. На овој пат, некој на мускули се обиде да каже дека не преговара, не го интересира како гласале албанците и така натаму, и дојде до ваква влада или вакви институции нелегитимни. Ако не чини вреди, за кој понашто можем да забележим вие во фокусот на критиките, дали Мицковски би бил добар спаринг партнер на Илинденска број 2? Ние сме се изјасниле дека го почитуваме волјата на македонците кои гласале за ВМРО-ДПМН. Тоа не го оспоруваме. Нити сме го оспориле во претходните мандати. Ние не сме го оспориле. Ние не сакаме да бидеме исти како некој друг што сака да оспорува. Бидејќи реално ние треба да збориме за сериозни теми во оваа држава и со сериозна посветеност сите да допринесеме и во внатрешен и во надворешен план Република Северна Македонија да се движи во најдобар и најбрз можен правец. Секој ден имаме скандали и неслучајно е дека албанците како втор народ по големина во оваа држава секој ден ја изразуваат својата незадоволност према одлуките кои се донесуваат во институциите и јас сум убеден дека таа незадоволство ќе расте секој ден и расте веќе и што е природно. Што очекувате? Албанците да се помират како одлучил кој ќе биде дел во институциите? Не. Демократијата си има ред, правила и да има смисол политичкото дејствување и организирање. Дали албанците нема да се помират со оваа слика или дуи не може да се помират со фактот дека се опозиција? Да разјасниме едно нешто. Дуи кога добива легитимитет, а во континуитет го добива тој легитимитет, во овој случај како Европски фронт, нормално е ние да го артикулираме гласот на албанците. Нивните ставови, нивните размислувања, нивните определби и кога велите во овој контекст дуи или албанците, тогаш албанците, а ние како легитимен нивен представник ги артикулираме нивните гледишта, ставови за денешницата и иднината како сакаме да живееме. Дали тоа оди во насока на оно што Мицковски предупредува дека можно е да дојде до дестабилизација на државата? Па дестабилизација во државата носат погрешните одлуки на ова мнозинство, парламентарно мнозинство, кој ги носи секој ден. Како е случајот со балансерот, со представувањето на албанците во институциите и ред други секојдневни одлуки кои се носат во институциите, кои за тенденција имат големо дефакторизирање на албанците во институциите. И за кого е добро тоа? За кој граѓанин македонец по етничка определба е добро тоа? Дали Дуи има контакти со ВМРО-ДПМН? Дали Али Ахмети се сретнал и кога последен пат со премиерот и лидер на партијата? Сега не му ја држам агендата на господинот Ахмети во секојдневните негови средби. Има јавни изјави дека се виделе со председателот на ВМРО-ДПМН и премиер на владата без етнички легитимитет, се виделе. Како може еден актуелен лидер на ВМРО-ДПМН кој испорачува прво интегративците во опозиција и второ детектира дуизација во масовниот криминал и ерозија на институциите? Ако некој размислува по принципот на максимата 40 пати и повеќе да се искаже една невистина за да стигне до вистината, Демократската унија за интеграција е спремна во една јавна, широка дебата, стручна дебата, да видиме како е направена приватизацијата. Колку посто албанците биле во институциите за да можат една таква криминализација да има во институциите од страна на Дуи
која апсолутно е невистина, аргументите и фактите зборат дека некој друг водел институции. Сега, ако вие водите една институција, како може некој друг да врши незаконски действија? Во проценти, ако ги гледаме, во текот на годините, многу лесно тоа може да се извади и ќе се увериме дека сосема спротивното е. Чекате, господине Беџети, да не ја дефокусираме јавноста и да не ја релативизирате работата. Рече си 2 децении сте на власт. И што? Па и 3 децении се ВМРО и СДС. Ако ги поделите нив со години, тога што има ВМРО-изација на институциите и СДС-изација? Поведете, оспорете го. Ако македонците одлучиле ВМРО и СДС да бидат во институциите, што ви пречи Дуј да биде во институциите ако албанците одлучиле? Не сте вие стопанот, не постапувајте по таа логика. Дори премиерот не треба да постапува или никој друг, бидејќи гледате какви прашања поставувате. Демократијата со гласање. Па кој ве спречуваше во овие изминати 2 децении да го спроведете тој процес на прочистување меѓу криминогените структури и коруптивни? Јас се сеќавам во оваа студија гостуваше тогашниот вице-премиер Артан Грубиш. Се сеќавам месец декември беше рече ќе го почнеме процесот на ветинг. И за да се почне еден таков сериозен процес, треба да се има поддршка од сите партнери во тоа парламентарно мнозинство. Определбата на Дуј е јасна, очигледно е дека била сама во таа определба, но и од опозицијата е добро, за да биде доверлив тој процес. За жал, не сме имале партнери за ваков процес и се уште апелираме дека е неопходно да има еден сеопфатен ветинг во институциите кои се многу битни согласно и законскиве прописи, да има еден ветинг во државата и да тие канцерогени действија да се елиминират во својот максимален можност и државата да не пати од таков синдром, од таков болест. Се подигна голема врева и тензија на политичката сцена со законот за бранители. Може ли да се направи изедначување закон за бранители и закон за УЧК? Едните ја бранеа државата и територијата на државата, другите ја напаѓаа. И двете ја бранеле, и двете страни ја бранеле државата. Тоа се докажа во пракса. УЧК од што ја бранеше државата? За правата на албанците. Од тие институции, од таа држава кои им гиускратиле, ги угнетиле и нормално е, и тоа е еден вид на бранење на правата на граѓаните во сопствената држава. Примат не треба да се бориме да имаме нити албанците према помалите етнички заедници, ама нити македонците према албанците или другите. Тоа е докажано дека не функционира. И во поранешна Југославија, кај што сме биле порано, нашата држава бил дел од тој систем, од поранешна Југославија, но и во делот на самостојноста, од кога самостојно функционира нашата држава, се докажа дека без еден рационален пристап и да се наоѓаат себе си и македонците, и албанците, и турците, и сите заедници кои живеат во државата, бошњаците, ромите, влахите, сите, да не правам некој пропуст, да не спомнувам некој, сите треба да се најде начин да се наоѓаат себе си во државата, во институциите, да имаме еден инклузивен процес во сите нешта. Тоа е доброто во оваа држава, ако се наоѓаме сите вака. Не треба ништо да има моноетничко. Ја споменавте во текот на разговорот приватизацијата. Да. Дали Али Ахмети создава своја финансиска империја и верна олигархиска структура која треба да ги легализира провизиите и црните пари? Што ќе одговарам на ова прашање? Ова е во видот на
повеќе од 40 пати една невистина, да почнат да веруваат во вистина. Нема прска. Али Ахмети цел живот е поборник на правата на албанците. Докажа дека е доста одговорен во институциите во овој сегмент кога е еден од најголемите поборници за албанците во албанското општество, не во штета на другите народи, не во штета на интегративниот процес, напротив, многу ангажиран, фокусиран во интегративниот процес, во подобрување на животниот стандард и така натаму. Добро, не ми одговоривте во однос на прашањето. Мислам дека гледачите и вие разбравте прашањето, бидејќи се извинувам, ама на такво прашање не вреди да. Има ли паралелни олигархиски структури во Македонија? Олигархиските структури се во колизија со некоја друга политичка партија во државата во моментов. Господин Беџети, на крајот од интервјуто, Дуи во владата вреди излага од Илинденска број 2. Може ли тоа да се случи? Под кои услови? И дали интегративците се подготвени да ги жртвуваат дел од своите кадри за кои ВМРО ДПМН вели дека се коруптивни и треба Дуи да се исчисти од нив, да се ослободи? Кадрите во Дуи од мандат во мандат се различни. Значи немаме потреба никого да пожртвуваме или да протежираме. Тоа е едно. Второ, дали е можно, ние работиме за Република Северна Македонија да има поголеми резултати во сите сегменти на општеството, и во надворешниот дел, и во внатрешниот дел. И ние сметаме дека треба да се реши ова дилема преку законско или уставни измени, да има смисол демократијата и кај албанците во државата. За албанците е голема навреда некој да одлучува кој ќе биде во институциите, бидејќи тие биле во изборна кампања, гласале и така натаму, и секогаш е докажано дека заедно со победниците во македонскиот блок да работиме заедно и во интегративниот процес, и за земјоделието, и за образованието, и за здравството, и за спортот, и за културата, и за сите нешта, и нормално да се во оваа држава да се наоѓаат во сите главни постулати, дури и во најмалите, ако може, овие различности да ни бидат предност и да си се почитуваат, не само формално во изјаснувањето, туку и во дела. Дуи никогаш не работи со двојни стандарди зад грб, секогаш јавно ги дава изјавите и јавно не со две аршини. Многу коректен и принципијален. Но факт е дека дадовте поддршка за законот за реорганизација на владата, поддршка на измените на законот за локална самоуправа. Дали е тоа сушност намигнување на Дуи или умилкување кон Мицко? Ние за првиот закон што го спомнавте, разговаравме со представници од ВМРО ДПМН, ни објаснија тие како ги гледат овие измени. Тогаш ние се договоривме да има и адхок комисија за да се следи правичното застапување, кај што ќе го води наш кадар, таа комисија, и дојде до гласање на тој закон. Во делот на законот за локална самоуправа, кои предложени решенија се само за овој мандат, реално има логика, има одржливост и не ги гледа адхок нештата со инет. Ние имаме принципијален пристап. Значи, ќе имавме избори во нова година, лекот на новогодишните празници, а ќе почнеше кампањата уште на 6 месец. Само малтретирање на граѓаните, трошок на
буџетските државни пари и нормално според изборниот законник одредени блокади кои се предвидени во изборен процес не ќе може да се реализират некои проекти во дотичниве општини или во другиве институции, од другите институции. Благодарам за издвоеното време и гостувањето. Ви благодарам и на вас и на вашите гледачи. Блерин Беџети, пратеник и шеф на пратеничката група на Европскиот фронт во Македонскиот парламент.